Во декември минатата година Основното училиште Даме Груев од Битола го одбележа својот патрон празник. Да се потсетиме како беше. Во далечната 1941 со 365 ученици и 9 учители започна со работа училиштето Даме Груев во Битола, кое денеска носејќи го името на големиот великан и револуционер, основач на македонското револуционерно движење, го одбележа патрониот празник 23 декември, денот кога херојски загина Дамјан Груев. Со леп и сол и коктел закуска, актуелното раководство со поранешните вработени во ова училиште и директорите од други училишта го одбележа патронатот. Денес бележиме 110 години јубилеј од згаснувањето на животот, како што го нарекува еден од апостолите на македонската слобода или популарно наречен највозљубениот на револуционер на Македонија Даме Груев. Чест ни што го носиме името на овој патрон и токму денес на овој ден го славиме неговото постоење како голем македонски револуционер. Би сакала да се заблагодарам на цел колектив што навистина во најубаво светло го припремивме патрониот празник. Со среќа нека ние чест ми оваа година како нов директор да го прославам овој патрон празник во училиште. Се надевам дека се ќе се одвива во најдобар ред. Сега во 11 часот имаме коктел во нашето училиште. Поканети ни се сите гости од директорите од другите основни училишта. Одбележувањето на патронатот на училиштето продолжува во Центарот за култура, каде учениците под менторство на своите наставници прикажаа подготвени точки посветени на животот и делото на Дамјан Груев. Ете така беше лани во декември кога се одбележуваше патронатот на училиштето Даме Груев, меѓутоа денеска училиштето одбележува или се организира една голема манифестација. По тој повод мој гостин е професорот по биологија Митко. Добре ми дојдовте. Добре ве најдов. Требаше да биде и директорката тука, меѓутоа од оправдани причини. Да, ми замоли да ви пренесам дека многу му е жал што не може да биде присутна, меѓутоа здравствени причини има и затоа не можеше да дојде. Така да ќе ве искористиме вас до максимум во тој случај. Слободно. Станува збор за една не секојдневна манифестација, би рекла, се одбележува Денот на морковот. Што е оваа манифестација? Денот на морковот, интернационалниот ден на морковот, се одбележува веќе повеќе години, од 2003 самите почетоци се, кога е основан во Велика Британија. Од тогаш до денес се рашири на повеќе земји во Европа, па од 2012 наваму вклучени се и Русија, Италија, Шведска, Јапонија исто така е вклучена како земја, Австралија од светот, од другите земји кои што го одбележуваат овој ден. Од ова година еве и Даме Груев се вклучува како представници од Македонија. Колку што знам, први сме, до сега не сум слушнал некој друг да го одбележува. Поводот е значењето на здравата храна. Морковот како едно градинарско растение, култура која што секојдневно се употребува скоро во сите јадења во Македонија, е застапен во нашата кујна и се одлучивме да го промовираме пред се преку овој ден, да го представиме, да го кажеме значењето на децата и нивните родители по широката заедница. Активностите се случуваат денеска од кај 14 часот, ако не се лажам. Што се е предвидено денеска се случи? Ова е завршна манифестација, иначе подготовките траат цела година. Значи, тука се вклучени повеќе проекти од рамките на интеграцијата на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Сега денот е круна на сето она што ние преку цела година го работиме. Значи, неколку проекти, Ја спомнавме кампањата за здрава храна, таа ни подарува здравје, проектот за заштеда на вода и уредување на училишниот двор, училишните простории, со цел да се добие поздрава еколошка средина за живење. Да се натера децата, односно да се вгради во нивната свест еколошкото образование. Тоа е пред се најголемата цел, за да може да се понатаму да се расшири таа мисија, таа идеја за нашата средина, за нашата околина. Ке се навратам повтор на морковот, многу е интересно, бидејќи некако чудно звучи кога ќе кажеме одбележуваме светски ден на водата, одбележуваме светски ден на мирот или на одредена болест каде што ете во светски рамки се одбележува, меѓутоа морковот колку
Еве кажавте дека сте први или пионери, така да се изразам, во Македонија. Колку беше лесно да се допре до децата да почнат да се насочуваат кон оваа активност? Еве, круната е денес, нели, одбележувањето на денот на морковот? Па, децата се отворени, значи за работа отворени се, за знаење отворени се, примаат, значи позитивни работи, така да не е баш тешко. Задоволство е да се работи со децата, лесно е. Сака време, сака посветување, меѓутоа наградата е секогаш тука, на крајот ќе дојде, бидејќи децата се секогаш, како што кажав, отворени за работа, значи примат нови работи. Зошто денот на морковот? Значи, пак ќе се навратам затоа што пред се е позитивна кампања, значи обично како што спомнавте, или се одбележува борба против некоја болест или зачувување на мирот, во позадина е значи војна, штом бараме мир. Во случајот се мислите и се насочуваат на нешто позитивно, значи на здравата храна, на здравието, на исхраната која што треба да биде значи природна пред се. Како да се искоренат вештачките. Така. Како професор по биологија верувам дека и вие сте од оние кои што поборници, нели, за конкретно здрава храна во последен период, кои што многу често се прават насочени се постојано, независно дали тоа станува збор за НВО секторот, како невладини организации кои што подготвуваат разни видови на јадење традиционални наши кои што не вклучуваат нели само органско производство. Имаме тука и државата која што ги стимулира земјоделците кои што одгледуваат нели органска храна. Меѓутоа колку можеме да влијаеме денеска кога знаеме дека денешниве генерации чудно ни изгледаат, може ќе звучам сурово, меѓутоа имате деца од некои 12-13 години кои што изгледаат како да имаат 30 и нешто, заради енормна висина, заради енормна килажа, гојазноста е се почеста појава. Колку ќе ги натераме ние децата преку ваквите кампањи, еве конкретно да јадат моркови? Да, добро, впрочем, морковот е како повод, меѓутоа денешната манифестација вклучува, рековме, сајм за дегустација на здрава храна. Значи, тука ќе има исклучиво свежо подготвена храна. Храна од зеленчук, овоше и разни градинарски култури, јаткасти плодови, кои што не се термички обработени. Значи, на лице место ќе се подготвуваат сокови, смути, овошни салати, зеленчукови, некои мешавини интересни рецепти. Значи, во рамките на оваа кампања ние имавме конкурс во кој што децата, заедно со родителите, требаше да осмислат, да пронајдат, да изработат рецепти за подготовка на храна од свеж зеленчук и овоши пред се. Од тие рецепти се одбираа најдобрите, денес ќе бидат представени, секој одделение ќе си има свој штанд на кој што ќе се представи заедно со родителите, на кој мора да му се заблагодариме, значи целосно се вклучија и тие во овој настан, помагаат, исто така имаме соработка и со фирми, со локалната бизнис заедница кои што помагаат во набавката на оние производи, во одреден сегмент. Така да се надеваме дека свеста ќе се крени. Значи, децата, факт е дека полесно е и на родителите, значи, заради начинот на живот. Полесно му е да му дадат пари, да си купат нешто, меѓутоа во нашите продавници се знае. Сега моментално може да се купи за малку пари брза храна и тоа е резултатот кој што го добиваме, нели, кога ќе ги погледнеме. Меѓутоа, ако се посвети малку внимание и се гледа дека и за ова подготовка на ова храна не треба многу време, така да може дома да се подготви и пак за истите пари. Така да тука ќе влијаеме ни на децата и се надевам дека барем еден дел денес. Едното прашање во продолжение ќе биде колку беше лесно да се најдат тие рецепти од здрав зеленчук, а другото прашање ми се однесува на оној дел на оралното здравје. Постојат факти и докази дека здравјето на устната шуплина пред се и забите зависи од оној дел на конзумирање на коренкасти производи како што се нели репката, цвеклото, морковот, нешто што порано во минатото луѓето покрај што често го конзумира го имаше. Меѓутоа сега некако како одиме на пазар, меѓутоа морковот не е тоа што треба да биде. Така. Оралното здравје нормално, како и секој
сегмент од нашиот организам, е многу важен дел. Свежата храна влие, значи не само морковот, било која свежа храна, затоа што не содржи адитиви, вештачки додатоци, пред се шекер, бел шекер. Значи тука е главниот момент. Газираните сокови и другата храна која што содржи премногу шекер е главен виновник. Поред мене, не сум стручнак, не сум стоматолог, меѓутоа тие се сознанията дека влие премногу на развој на кариес пред се и расипување на зъбите. Значи ние имавме во рамките на оваа кампања и предавање од стоматолог за влијанието на храната, начинот на храната, на подготовка на храна за да се заштити оралното здравје. Како треба да се одржува со помош на храна, значи имашме предавање, работилница беше исто така, беа вклучени децата од сите одделенија, најмалите пред се, значи акцентот го ставаме на најмалите, затоа што се знае дека од најмали нодзе се стекнуваат навиките и после тоа е многу полесно да се работи. Имавме родители исто така, нормално да се влие на нив, да може тие да влијат дома на своите деца. Рецептите лесно се скопува? Рецептите релативно лесно, значи сега имаме достапни информации на интернет. Бабите се тука исто така, се подсетија на нивните млади години, кога тие се исхранувале со свежа храна, кога и немало толку, да речем, вештачки додатоци, така да имавме доста интересни. Се надевам после ќе ги видите. Вклучувањето во овој ден, вие сте позитивно речено виновникот, нели, на Даме Груев кој што се вклучи во овој одбележувањето на овој ден. Година дена стои зад вас во однос на подготовките и одржувањето на сите тие кампањи. Меѓутоа ме интересира еден факт, вие сте секојдневно во контакт со децата. Сте забележале ли можеби додека трае оваа година зад нас, детенце да извади од својот ранец некој свежо подготвен сендвич? За жал, појавата не е толку честа, меѓутоа има. Пред се влијанието на некои освестени родители веќе тука и секако носат овоше зеленчук пред се, иако можеби ќе го искомбинираат со нешто друго, со смоки или чипси, меѓутоа радува фактот што сепак ќе носат овош или зеленчук, најлесно е сепак да се донесе нешто такво, банана или јаболко. Се надевам дека ќе му премини во навика да носат во кутија некаква си подготвена салата, може да ја јадат. Значи, условите не се баш идеални, меѓутоа одиме во правец да се развие. Можеби некогаш ќе имаме и услови за кујна во која што ќе се подготвува таа свежа храна. Токму тоа е така, прашање на време. Така ќе видиме. Ќе ве запрашам, претпоставувам во времето кога вие сте биле ученик, како и јас, постоја трпезари во основните училишта, каде што и тогаш во извесен период оброкот се состоеше од некаква си кифла или пециво подготвено, меѓутоа имаше училишта каде што функционира кујни, каде што имаше топли напивки, супи, имаше одредена манџичка подготвена за дечињата. Колку сметате дека во иднина, доколку би профункционирале сите тие трпезари или кујни во училиштата, нашите деца нема повеќе да се борат со појавата на здебелување или тогаш ќе биде полесно изборот извади некој денар од джебот и оди купи си тост или сендвич? Секогаш постои таа опција, меѓутоа ако би постоеле кујни сепак поголемиот дел, поголемиот процент од дечињата сигурно би се хранеле тука и родителите би инсистирале на тоа, јас сметам. Моментално условите се тешки, знаете, стари згради се над 50 на години повеќе. Не било планирано да има такви кујни, модерните времења барат поинакви услови, просторни. Се надеваме дека еден ден можеби ќе се створат услови, ќе се создадат услови да се отвори такво нешто, па ќе се насочи вниманието и на повеќе на таквите оброци. Можеби ова прашање не е наменето токму кон вас, штета што директорката не е тук, јутоа сигурно имате сознанија. Какви се идеите и плановите кога станува збор за воведување, еве да речеме кога изборот мора да биде кифла за оние кои што одлучиле да се хранат на училиште? Имаше во некои училишта пробни пилот проекти кога набавката на храна беше некое интегрално лепче
повеќе со салата, со млечни производи наспроти оние сувомеснати производи. Има ли планови за барем еден од оброците да биде воведен таков, бидејќи тоа е полесно наспроти оние кујни каде што мора да се готви, кога мора да се воведе хасап система, немаме просторни услови? Моментално јас колку што сум запознат, мислам дека има некакви планови, меѓутоа не можам да ви потврдам конкретно за што се работи и за кога се планира. Меѓутоа се надеваме дека нешто сигурно ќе има такво. Не можам јас да потврдам. Ти разбирам. Така, значи ние во рамките на нашите можности. Сметате ли дека е добро тоа да се Секако, значи секоја акција, секоја кампања не треба да биде само кампања и акција. Кампања значува нешто ограничено, трае некој период и завршува. Тоа треба да биде навика, значи да се влие да премини во навик. Значи, цела работа е тоа, да се подигни свеста, да се влие преку децата на возрастните, не обратно. Значи, ние влијаме на децата, ги едуцираме, тие да пренесат на своите родители, комши, баби, и заедницата да се запознае со тоа. До некаде успеваме, значи не можеме да кажеме дека комплетно сме успешни, секогаш има отпор за некои работи, ќе се јави, меѓутоа кога ќе се објасни, кога ќе се разјаснат, кога ќе се проба и ќе се види, се е подруго. Едно е кога ќе зборуваме вака теоретски, на тоа ќе остане. Кога ќе се проба и затоа се овие ваквите настани. Имавме нутриционист ние исто така во училиштето кој што ги учеше децата како да ја подготвуваат храната и нивните родители. Имавме значи гости од родителите. Така да се надевам дека и видео дека не е тешко. Не е тешко воопшто, не одзема време да се подготви свеж оброк. Денеска е круната на она што го работевте во изминатава година. Меѓутоа, значи ли ова дека и до година Дама Груев ќе одржи еден континуитет? Се надеваме. Ние добивме позитивни повратни информации од организаторите на овој интернационален ден. Не охрабрија да го одбележиме и да продолжиме. Во иднина се отворени за соработка, значи можеби за размена на искуства. Ученици можеби за сега не, меѓутоа отворена е вратата, така да треба да продолжиме, па ќе видиме. Се одбележува, значи не мора да се секогаш да биде насочено само на подготовка на храна. Значи доволно е да се одбележи, да се истакнат символи на морковот на самиот ден, да се знае. Другите активности ќе бидат поврзани со храната и со другите чекори на интеграцијата на еколошката едукација. Како што кажав, денес уште неколку проекти кои што ги реализираме ова година. Тоа беше заштедена вода, значи имаме неколку тимови во рамките на нашиот екоодбор кои што работат на оваа еколошка едукација. Ова е само еден дел со здравата храна. Другиот тим работи на заштедена вода. Тука децата се едуцира на кој начин да се штеди водата, да се намалат пред се трошоците за одржување на дворот, преку наводнување со вода од чешмата, значи да се избегне тој дел. За таа цел поставивме и неколку буриња, донација се од една фирма, од Битола, му благодариме многу. Се бери дождовницата, потоа дечината во рамките на тие екопатроли кои што се организираат, ги наводнуваат цвеќињата. Имавме акција за садење на цвеќиња, на дрва во рамките на... Ке садиме ли моркови? Ке садиме до година, се планира отварање на градина во рамките на нашиот двор, екоградина, за се надеваме органско производство на неколку видови градинарски култури. Планови има многу, за реализација ќе видиме. Со добра волја ќе биде сето тоа. Јас ви благодарам за гостувањето денеска во нашата програма. Се надевам дека денеска, нели, почеток уште еднаш да посетиме, да ги повикаме сите да дојдат околу 14 часот во вашето училиште. Се надевам дека ќе биде успешна целата кампања и дека до година ќе има продолжување, а со тоа причина плюс повторно да се видиме во ова студио со неколку дечиња можеби кои што ќе може да ги испрашаме. Така, јас ви благодарам на поканата и секогаш сме отворени за соработка и повторно ќе се видиме секако. Ви благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.